Согласно Законот за наследување, во Република Македонија постојат два вида на наследување, и тоа по основ на закон и по основ на тестамент. По основ на закон, наследувањето се прави во три наследни реда, со тоа што припадниците на поблискиот наследен ред ги исклучуваат од наследството лицата кои што се од подалечен наследен ред. Исклучување на наследника и наследување по основ на закон не може да се направи доколку на истиот му следува имот согласно наследните редови. Но кога се работи за наследување по основ на тестамент, значи тука може да се исклучи лице од наследување, но тоа е согласно волјата на оној кој го оставил тестаментот. Тој слободно располага со оставината и самиот ќе определи колкав дел, односно што ќе наследи секој од наследниците. Но, сепак нашиот закон предвидува постоење на нужен дел од наследство, кој пак институт представува коректив на законодавецот во случај кога оставителот со тестамент располагал со оставината и при тоа не им оставил ништо на членовите на потесното семејство. Во нужни наследници спаѓаат децата, посвоениците и брачниот другар, но под определени услови, односно кога се работи за живење во трајна заедница со оставителот или пак доколку лицата били издржувани од оставителот или ако се трајно неспособни за работа и немаат нужни средства, како нужни наследници може да се јават и потомците на децата на оставителот и на неговиот посвоеник, родителите на оставителот и неговите браќа и сестри. Големината на нужниот дел и распределбата се врши согласно правилата од Законот за наследување. Сега, согласно член 46 од Законот за наследување, може да се исклучи нужен наследник, доколку истиот потешко се огрешил спрема поставителот со повреда на некоја законска или морална обврска и со смислено сторил некоја потешко злодело спрема него или неговиот брачен другар, дете или родител. А исклучувањето од наследство може да биде целосно или делумно. Сега за условите за полноважност на исклучувањето и последиците од исклучувањето се уредуваат со Законот за наследување. Доколку имотот е оставен на едно лице, како што е поставено прашањето, мора да се напомене дека нашиот систем има уште една посебност што ја предвидува, а тоа е договорот за доживотна издршка. Според овој договор, едната страна, односно давателот на издршката, се обврзува дека ќе се грижи за потребите на другата страна, оставителот или примателот на издршката, до крајот на неговиот живот, а за возврат ќе добие од имотот, дел од имотот или пак во некои случаи и целиот имот. Специфичноста на овој договор е тоа што имотот по кој е предмет на договорот, по смртта на оставителот, односно примателот на издршката, не влегува во оставинската маса, со што на овој начин покрај законските и тестаменталните наследници лишени од овој имот се и нужните наследници.